Сега ќе дискутираме за четвртиот ентитет во аналитичка геометрија во тродимензионален простор, односно за рамнина во 3D. Што ни треба за да дефинираме рамнина во 3D и како изгледа описот на рамнина? За да дефинираме рамнина, исто како што имавме со права, ни треба една точка, t еднакво на x0, y0, z0, а за да се одреди рамнина која врви низ точка, ни треба нормален радиус вектор. За права ни требаше точка и паралелен радиус вектор, а за рамнина ни треба точка и нормален радиус вектор. Радиус вектор во овај случај обично се пишува со големи букви А, Б, С, ама можеме како секогаш да го пишеме со Rx, Ry, Rz, бидејќи се разбира, пак се три броеви. Како ќе ги означиме не е важно. Важно е дека формулата е А по x минус x0 плюс b по y минус y0 плюс c по z минус z0 еднакво на 0. Ова е линеарна равенка во 3 непознати. Значи, линеарна равенка во 3 непознати ни дава рамнина. Линеарна равенка во 2 непознати, значи во дводимензионален простор, ни дава права. Ама линеарна равенка во 3 непознати ни дава рамнина. Ајде да видиме пример за рамнина. Како почетна задача за рамнина, имаме определи ја рамнината која врви низ и тука ќе добиеме точка и е нормално на и тука ќе добиеме радиус вектор. Например, t нека биде минус 1, 1, 1. А нормалниот радиус вектор нека е 1, минус 1, 2. Да ги цртаме тие две работи и да видиме дека е една единствена рамнина. Значи, од точката имаме минус 1 на x, 1 на y и 1 на z, еве. Точката t и тука имаме радиус вектор што завршува на точката 1, минус 1, 2. 1, минус 1, 2. Значи, ова ни е 0, 0, 0 до таа точка е NR. И сега сакаме рамнина која врви низ ова точка, значи како плоча која врви низ ова точка и нормално на ова. Да ја цртаме правата насочен вектор е NR. Ќе цртаме паралелно и ќе ја пренесеме. Значи, сакаме рамнина и кога ќе ја добиеме таа рамнина, овај агол тука да биде 90 степени. Сега со динамичен софтвер за полесно да се гледа рамнината. Најпрво точката T, еве како што има цртано, па нормален радиус вектор, еве, и сега правата, еве ја правата се гледа паралелно со ова и сега сакаме рамнина која врви низ ова точка и е нормална на ова права. Се гледа дека и на радиус вектор ова рамнина е нормална и на правата, тоа е паралелно со неа, е нормална. Да ја вртеме ова, да видиме уште малку. Сега се гледа многу убаво како е нормално на векторот, поминава низ таа точка. И само една рамнина има таква, што врви низ точката T и е нормална на овај радиус вектор. Сега да ја видиме равенката. Овие коефициенти се компоненти од нормалниот вектор, значи имаме 1, минус 1 и плюс 2, после имаме x минус, y минус и z минус, еднакво на 0. И сега точката оди тука, значи ова ќе дојде плюс 1, ова ќе дојде минус 1 и ова е минус 1. Исчисти го ова, имаме x плюс 1 минус y плюс 1 плюс 2z минус 2 еднакво на 0.
И обично ги пишеме x минус y плюс 2z, значи коефициентите тука, и еднакво колко ќе имаме? 2 минус 2 во овој случај имаме баш 0. Значи, еден одговор на ова задача е ова. Но било кој множител по тоа, да речеме и 3x минус 3y плюс 6z еднакво на 3 по 0, 0, е исто така одговор на задачата. Да забележиме дека ова рамнина врви низ точката 0, 0, 0, бидејќи 0 минус 0 плюс 0 е 0. И еве кај што се гледа дека рамнината врви низ 0, 0, 0, се разбира дека мора да врви низ ова точка. Значи, минус 1 минус 2 плюс 2 е еднакво на 0. И врви низ сите точки кои ги спои тие две точки. И врви низ бесконечно на квадрат точки. Е бесконечно вака и бесконечно вака, значи бесконечно на квадрат точки има во ова рамнина.